Го следите дневникот на К1 телевизија. Време е за најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Работниците на ФЕНИ протестираат за двете неисплатени плати. Блокиран патот Градско Прилеп. Градоначалникот на Велес Аце Коцевски е против покачување на цената на водата. Извршниот комитет на ВМРО ДПМН најостро ги осудува обвиненијата за тероризам и неоснованите притвори, поврзани со настаните од 27 април. Вработените од комбинатот ФЕНИ Индустри денеска го блокираа магистралниот пат Градско Прилеп, изразувајќи го револтот од неисплатените плати. Тие бараат исплаќање на платите во цел износ. Блокада на патот Прилеп Градско ќе има се додека не им бидат исплатени октомвриската и ноемвриската плата. Со ваква најава синдикатот го заврши денешното двочасовно блокирање на патот. Мартина Митков со деталите. Вака започна протестот на вработените од ФЕНИ Индустри кој траеше повеќе од 2 часа. Тие го блокираа магистралниот пат Градско Прилеп. Исплата на заостанатите плати се нивните барања. Неколку недели секојдневно работниците добиваа различни ветувања и продолжување на рокот за октомвриската плата. Председателот на синдикатот Ѓоре Палитов рече дека платите им биле ветени веднаш по отворањето на стечајната постапка, но до денес не ги добиле парите. Тука ќе бидеме додека не ја дадат обечаната плата. Не вече дека после стечајот утре плата. Никој не се слага со тие стечај, а ете го дочекаме. Наместо да работе ФЕНИ, наместо да снесите на работните места, ние испаднаме на улица. И додека не ја постигнеме нашата цел, ние назад не се враќаме. Тоа не е целта на сите овие тука што собрани. Работниците засега сметаат дека само преку протести и блокади можат да ги добијат заостанатите плати. Тие велат, владата треба да ги исполни своите ветувања. Доколку не ги исплатат платите, нема да се откажат од протестите. Ако одговарава ситуација за владата, е вака се обрача штопирани. Веројатно има и други начини, меѓутоа тоа е нашиот начин на барање плата. Да се исплатат и претходниот месец и овој сега. Доколку не се исплатат, не отстапуваме. Подршка на протестот дадоа и транспортерите кои превезуваа руда за ФЕНИ Индустри. Нивните плати не биле исплатени од месец март. 4 милиони евра изнесуваат побарувањата на транспортерите. Од март месец немаме побарување. Мислам, не сме земале пари. Нема наплата. Од март, да. И излезот го гледаме што поскоро да дојде некој да го земе ФЕНИ, да не исчисте и да почнеме да работиме. Не одговара стечајот. Но да останеме без пари. Транспортерите утре имаме најавено и ни штрајк. Од вие банките, пошто тие се прават многу дека имат пари, не прифаќат никаков газ тука да го купе ФЕНИ, ничи бараме парите од нив. Шом на ни им одат тоа каматите од ФЕНИ, а за нас ништо. Ние имаме 100.000 евра за еден месец загуба. Ние транспортерите 100.000 евра. Кој ќе плати тие пари? Протестите на вработените од ФЕНИ продолжуваат и утре, од 12 до 14 часот. Кон протестот ќе се приклучат и транспортерите со своите кипери и камиони. Покачувањето на цената на водата е спротивно на моите изборни ветувања, рече на денешната пресконференција градоначалникот на Велес Аце Коцевски. Тој појаснува дека тарифата за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тарифата за вода на ЈКП Дервен за периодот од 2018 до 2020 ја уредува регулаторната комисија за енергетика, која е независно тело на кое не може да влијае владата на Република Македонија.
Ке се покачи ли цената на водата од градскиот водовод? Ова е главното прашање за многумина Велешани откако викендов регулаторната комисија испадна со информација дека промена на цената на чинење на вода во Велески има. Градоначалникот Коцевски денеска на пресконференција рече дека зголемувањето на цената е спротивно на неговите изборни ветувања и дека ќе се обиде правно да изнајде решение и да докаже дека наместо зголемување можно е намалување на цената на чинење на услугите од јавното комунално предпријатие Дервен. Јас лично мислам дека има недоразбирање при определување на тарифата на водата. Кога е во прашање јавното предпријатие Хидросистем Лисиче, сметам дека не е коректно што не е земен во предвид фактот дека цевководот на Хидросистемот Лисиче е изграден со средства од самопридонес на граѓаните на општина Велес, а при пресметувањето на цената на водата на јавното комунално предпријатие Дервен не е земен во предвид фактот дека јавното комунално предпријатие Дервен има превработеност и дека кога ќе се сведе бројот на вработените во јавното комунално предпријатие Дервен на оптимално ниво, доста ќе се намалат трошоците за плати и придонеси кои сериозно влијаат на цената на водата. Според тарифникот на регулаторна комисија, моменталната цена на чинење на метар кубен вода за пиење ќе треба да се зголеми за 22%. Ова за Котевски е апсолутно неприфатливо и најави дека заедно со Советот ќе стореле се истото да не се случи. Според законската регулатива, цената на водата треба да ја утврди Советот на општина Велес и тоа точно е предвидено во кој законски рок мора да го направи. Меѓутоа сакам уште еднаш да потенцирам дека ќе направиме се што е можно согласно законските прописи да се спротивставиме на ова што се случува. Тарифата за снабдување со сурова вода наменета за водоснабдување на населението и тарифата за вода на јавното комунално предпријатие Дервен за период 2018-2020 ја утврдува регулаторната комисија за енергетика, која е независно тело на кое не може да влијае владата на Република Македонија. Започна откупот на тутун. До сега откупени се скоро 8.000 тони од родот кој се проценува дека оваа реколта ќе тежи 23.000 тони. Просечната цена достигна 204 динари за килограм, а исплатата ќе се врши според договорите на кооперантите со откупните фирми. Субвенциите пак за родот 2017 се 60 динари за килограм за сите класи на тутун. Тече откупот на тутун во Македонија. Од 9 најавени компании дека обезбеделе парични средства за исплата на откупената количина на тутун, 8 веќе започнаа со откуп. Државниот инспектор за земјоделство информира дека откупени се скоро 8.000 килограми тутун. Родот за оваа година се проценува на околу 23.000 тони. Просечната откупна цена на килограм тутун изнесува 204 денари. Исплатата се врши според договорот кој што тутунопроизводителите го имаат со откупувачите. Минатата година просечната цена беше 196 денари. Откупот треба да заврши на 15 март наредната година, а производителите по основ на субвенции ќе добијат и по 60 денари за секој килограм предаден тутун кај овластен откупувач. Вардар во Велес се враќа во речното корито. Намалувањето на нивото на реката е евидентен во централното градско подрачје. Изминатиот викенд надлежните во постојана контрола. Во неколку наврати се чистеа раклите на мостот кај Башино село. Градоначалникот Аце Коцевски вели дека ситуацијата се следи. По најавите за нови обилни врнежи неделава, Коцевски вели дека службите се во постојана комуникација. На неколку наврати се чистеа гранките и стеблата кои беа собрани, затоа што постои опасност мостот да биде превртен доколку се препречи некој големо стебло. Тоа успешно го завршивме и бевме подготвени со соодветен број на вреќи со песок доколку имаше опасност негде да се излее реката Вардар. Значи, ќе ја следиме будно состојбата и доколку процениме во координација со надлежните државни органи дека треба да го подигнеме степенот на мобилност на повисоко ниво, тоа ќе го направиме.
Со масовно присуство на членови од сите општински и меѓуопштински здруженија, здружени во Мобилност Македонија, се одбележа 4 декември, денот на лицата со телесен инвалидитет. Во светот повеќе од 1 милиарда луѓе живеат или се соочуваат со некој вид на инвалидност. Токму и затоа ваквите здруженија акцент ставаат на барањата до институциите на државата за премостување на архитектонските бариери пред се во објектите за спроведување на настава во основното, средното и високото образование, со што ќе се улесни секојдневното функционирање на овие лица. Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет и Здруженијето Мобилност Македонија денеска во Велес одржаа свеченост по повод 4 декември, денот на лицата со инвалидност на Македонија. Пред присутните свој обраќање имаше Бранимир Јовановски, председател на Мобилност Македонија. Тој ги афирмираше превземените активности на Сојузот кои одбележаа 2017 година, ставајќи акцент на барањата до институциите на државата за премостување на архитектонските бариери пред се во објектите за спроведување на настава во основното, средното и високото образование, како и за подобрување на здравствената заштита, ортопедски помагал и конкурентност на пазарот на трудот за сите членови. Се ветува дека до 2030 година светот ќе се промени, ќе престанат сите бариери и сите ќе можат инклузивно да се чувствуваат еднакви и рамноправни. Лицата со инвалидност како корисници и агенти на промени можат брзо да го следат процесот кон инклузивен и одржив развој и да промовираат прилагодливо општество за сите, вклучително и намалување од ризикот за катастрофи, хуманитарна акција и урбан развој. Сите сме исти и изедначени во човековите права и слободи исти пред законот. Многумина од овие лица се наши учители, затоа што не учат како се совладуваат животните предизвици, препреките и проблемите, рече градоначалникот Аце Коцевски во своето обраќање пред присутните и додаде дека потребите на лицата со телесен инвалидитет во иднина ќе бидат приоритет за локалната самоуправа. Меѓу сите нас, вие сте оние достојни за воскит, оние што животот го живеат во покомплицирани околности со потешко бреме. Затоа и секоја општина, секоја држава треба вашите потреби да ги има во приоритет, а вашата благосостојба за една од најважните задачи, а не да се сетуваат на вас само кога се вакви свечености и други пригодни моменти. Во светот повеќе од 1 милиарда луѓе живеат или се соочуваат со некој вид на инвалидност. И покрај тоа што се најголема светска малцинска група, лицата со инвалидност и прашањето на инвалидноста останаа во голема мера невидливи во развојните рамки и процеси. Инаку по завршување на работниот дел на средбата, присутните членови на манифестацијата се дружеа неформално разменувајќи лични искуства за време на организираниот заеднички ручек. Со сладка трпеза подготвена за штитениците од Дневниот центар за лица со посебни потреби, Организација на жени го одбележа 3 декември меѓународниот ден на лица со посебни потреби. Од организацијата велат дека ваквите дружења ќе продолжат и во иднина, со цел да им покажат дека и тие се дел од општеството, а на тој начин да им ја дадат поддршката која ја заслужуваат. Сладка трпеза за децата од Дневниот центар за лица со посебни потреби ја подготвија членките на Здруженијето на жени. Целта била меѓусебна дружба со цел да се одбележи 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Миријана Трајкова вели дека овие лица се дел од нашето секојдневие и ја заслужуваат поддршката и подадената рака од сите нас. Со цел да ги посети овие дечиња, да почувствуваат топлината и се она што го подготвиле жените од Организацијата на жени. Значи, ние подготвивме сладки и солени работи, направивме една прекрасна трпеза и сакавме да ги изненадиме овие дечиња и денес заедно да го прославиме празникот. Неколкучасовното дружење беше надополнето и со мини ликовна изложба, која специјално за денешните гости ја подготвиле штитениците на Дневниот центар. Од Организацијата на жени велат дека ваквите дружби ќе продолжат, најавувајќи ја следната новогодишна и божиќна дружба. Продолжуваме со вести од Македонија. Владите на Македонија и Албанија на 15 декември во Поградец ќе одржат заедничка седница.
Представниците на владите на двете држави, како што се наведува во соопштението на македонската влада, го договориле датумот и местото за одржување на заедничката седница. Повеќе теми е предвидено да бидат разгледани на седницата во Поградец, а во фокусот ќе биде унапредување на заемната соработка во повеќе области. Владата на премиерот Зоран Заев на 23 ноември во Струмица одржа заедничка седница со бугарската влада. Монтирани обвиненија за тероризам и неосновани притвори за партиски членови, уметници, актери и лица поврзани со настаните од 27 април. Вака ги оцени извршниот комитет на ВМРО ДПМН на вчерашната седница настаните кои се случуваат изминатиот период. Злоупотребата на државните институции кои под политички притисок на власта упаѓаа во домови и ставаа лисици на пратеници е акт на терор и газење на демократијата. Извршниот комитет заклучи дека ваквото безумие од страна на СДС ја турка државата во уште подлабока криза и затоа мора да се превземат идни чекори со кои ќе се стави крај на политичкиот прогон и политичкиот реваншизам, стои во соопштението на ВМРО ДПМН. Согласно статутот на партијата, извршниот комитет на ВМРО ДПМН одлучи да му предложи на Централниот комитет на следната седница да отпочне процедура за организирање на вореден конгрес на партијата на 23 декември 2017 година. Вработените во приватните компании од македонското стопанство и годинава ќе добијат К15. Фирмите кои претходните 11 месеци не го исплатиле регресот за годишен одмор или К15, ќе мора тоа да го направат до крајот на оваа година. Во случај да не го исплатат, предвидени се парични и затворски казни за работодавачите. Висината на К15 се одредува врз основа на податоците на износот на просечната нето и бруто плата по вработен, исплатена во последните 3 месеци. Минатата година тој износ беше најмалку 8.909 денари и најмногу 13.116 денари. Зголемувањето на минималецот од 10.080 на 12.000 денари и постојаниот пораст на просечната бруто и нето плата по вработен во Македонија се двата фактори кои влијаат на тоа работниците до крајот на оваа година да добијат поголем износ за К15 во однос на оној кој што беше исплатен минатата година. Пресметките врз основа на податоците на Државниот завод за статистика за движењето на просечната нето и бруто плата во месец јуни покажаа дека износот на К15 за секој вработен во Македонија треба да се движи во интервал од 9.123 денари до 13.403 денари, доколку истата пресметка ја адаптираме на најновите податоци од Државниот завод за статистика за месец август. Тогаш износот на К15 за 2017 година би бил уште поголем во однос на бројките добиени за месец јули. Така, минималниот износ би бил 9.164 денари, а максималниот износ за исплата на К15 би бил 13.470. Турските сили за безбедност уапсиле 96 илегални мигранти во неколку операции во различни делови на Турција. Полицијата во северозападната област Одрин пресретнала 13 сиријски бегалци кои се обиделе да ја напуштат Турција. Во полициската операција биле уапсени двајца трговци со луѓе, од кои едниот бил возач на камионетот во кој биле откриени мигрантите. Во автогаража во областа Хатај фатени се вкупно 83 ирачани кои илегално влегле во Турција, соопшти полициски извор. Продолжуваме со вести од светот. Наместо обработливи земјоделски површини, вештачки езера. Ваква била состојбата на илјадници земјоделски површини во Грција. Земјата во изминатите денови се соочуваше со невремето предизвикано од обилните дождови. Во градовите Агридио и Месолонги огромни штети претрпеа и домаќинствата. По улиците има повеќе од 1 метар вода, која е навлезена и во многу домови. Поради лизгање на земјиштата и поплавени згради, пожарникарите интервенирале во местноста Епир. Таму службите спасувале луѓе од куќи, кои што биле затрупани од свлечиштата и многу вода. Ништо не е подобра состојбата и во Албанија. Таму веќе на терен действуваат и 5 спасувачки екипи, кои што ги испрати косовската влада. Помош на албанскиот премиер Еди Рама му понудил и српскиот претседател Александар Вучиќ. Албанските медиуми, повикувајќи се на извори од владата во Тирана, пренесуваат дека претседателот Вучиќ изразил жалење за големите штети од поплавите и нагласил дека Србија е подготвена да упати техничка помош за санирање на последиците.
Инаку според првичните податоци, во Албанија урнати се 8 мостови, што е причина за изолација на околу 5000 жители. Поради основано сомнение за сторено кривично дело, злосторство против човечеството, денеска во Босна и Херцеговина уапсени се 13 лица. Полициските службеници на Државната агенција за истрага и заштита дејствувале на подрачјето на Коњици Сараево, откаде всушност се сите 13 уапсени. Полицијата постапила по наредба на обвинителството, а делото за кое што се теретат уапсените, како што пренесуваат тамошните медиуми, наводно го сториле во 1992 година на подрачјето на општина Коњиц. Заради криминалистичка обработка уапсените најнапред се приведени во Државната агенција за истрага и заштита, а потоа ќе биле предадени на обвинителството за понатамошна постапка, информираат службите во Босна и Херцеговина. Одронот Карпа е причина за железничката несреќа што се случила вчера вечер на преминот Сараево-Чаплина. Имено патничкиот воз Талго кај местноста Шуманци, удирајќи во Карпа, излетал од чините. Локомотивата и двата вагони се лизгале до самото корито на реката Неретва. Во целата несреќа со повреди се здобил само машиновозачот, кој што бил префрлен на лекување во Универзитетската клиника во Мостар. Повредени патници нема и тие со други превозни средства биле префрлени до крајните дестинации. Денеска имавме променливо облачно и студено време со слаб снег на планините, проследено со умерен северен ветер, особено вдолж по Вардарието. Највисоката дневна температура на воздухот достигна до 13 степени. И утре ќе биде променливо облачно, ветровито и студено со умерени на повеќе места засилен северен ветер. На планинските региони ќе има повремено зголемување на облачноста и услови за провеување на слаб снег. Утринските температури од утре во поголемиот дел од земјата ќе бидат под нулата. Од среда до петок во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и дневни температури кои ќе бидат во благ пораст. Нови врнежи од дожд се очекуваат во сабота и недела, но со послаб интензитет. Метеоинформациите се последни во дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вашето внимание. Останете и понатаму со К1. Пријатно.